Јавното предпријатие Чистота и зеленило и Кооп инженеринг се подготвени за зимското одржување на градот и руралните средини. За чистење на централното градско подрачје, булеварите, најпрометните улици во градот, пешачката зона, плоштадите и тротоарите задолжено е комуналното предпријатие, а за руралниот дел приватната компанија. Вкупно за таа намена општина Куманово предвидува 14 милиони денари, од кои за Чистота и зеленило 9 милиони денари. Комуналното предпријатие располага со доволен број на механизација за предстојната зимска сезона, а има и доволно количини на сол и средство против подмрзнување на јавно-прометните површини. Според програма на општина Куманово и она што таа има задолжено како ја по Чистота и зеленило, ние сме задолжени за зимската програма во централно градско подрачје и во тој дел отпаѓа 9 милиони доколку ги искористиме. Останатиот дел си има тендерска постапка и има фирма Кооп инженеринг која е задолжена за руралниот дел. Нашата механизација како и човечки потенцијал во тој дел се спремни. Располагаме со 3 кипер машини, едната е овде на депо на ја паркинг, останатите 2 се на депонија и се во здрава кондиција. Тоа се кипер камиони кои што имаат соларки од позади за расфрлување на сол и напред имаат ножеви за расчистување на истиот. Осем овие 3 кипер камиони има уште 2 трактори со ножеви и циклони кои треба да обавуваат истата работа и расфрлувањето на сол, како и автометлачки, 3 автометлачки кои се задолжени за јавно-прометни површини како што се плоштадот и пешачки патеки кај што поминуваат пешаците, како и за останати површини кај што треба да се интервенира од таков тип. Последниве години немаме некој снег, сега има некои најави очекувања дека ќе има поголеми снежни наноси. Ние сме спремни да одговориме на сето тоа, како и фирмата која што е задолжена за руралниот дел. Во секој случај тука сме и координативно да делуваме, како би можеле граѓаните да ги заштитиме доколку има поголеми наноси, а наноси треба да има. Ние едноставно го очекуваме тој снег преди дечињата нека му се порелуваат. Има доволни количини на сол, истата е магазински распределена и се чува, како и количини на асмелт кои што се расфрлуваат на поголеми минусни температури, на јавно-прометни површини и недостапни и целокупниот процес, ако не се многу достапни, се користи со помпи, како би може да може граѓаните слободно да се движат.